Валентина Младеновска преку две фирми има удели во Лирак Тетово, каде што има удели и King Trade Co што го зима тендерот. Значи, што не е јасно? Што ќе тужи она? Еве тужи. Која Валентина Младеновска? Тужи. Само кога ќе тужиш да знаеш дека тоа ќе бараме и вештачење на банкарски сметки. На сите овие фирми и на твојата сметка. Да, на тендерската нормално дека ќе има. Валентина Младеновска е 100% собственик во ФДО Консалтинг Дойл Куманово. ФДО Консалтинг Дойл Куманово се акционери во Лирак Тетово. Благојчо Козовски и Љупчо Козовски се акционери во King Trade Co. ДОО Увоз Извоз Кочани. А King Trade Co. ДОО Увоз Извоз Кочани се имаат удели во Лирак Тетово. Значи King Trade има го зема значи King Trade Co. го зема тендерот. Валентина Младеновска заедно со Дејан Андреевски пола имаат удели во Интерстар ДО Куманово. Интерстар ДО Куманово имаат удели во Лирак Тетово. Значи НЗС на Валентина Младеновска, советничката во општина Куманово, Благојчо Козовски, Љупчо Козовски, собствениците на King Trade кои што го зема тендерот, и Интерстар, значи заеднички НЗС е Лирак од Тетово. Значи парите што King Trade Co. ќе ги добие од тендерот во Куманово ќе бидат заеднички капитал со Лирак Тетово, каде што удели имаат собствениците на King Trade и Валентина Младеновска, советничката во Куманово, во општина Куманово. И она ќе тужела. Бујрум тужи. Значи King Trade Co. го добива тендерот за набавката на семафорот. Тоа е за набавката за целата сала. 60 милиони, така беше? 69 милиони. 69 милиони. Значи 1.100.000 евра е тендерот за салата, кој што го добива King Trade Co. ДОО Увоз Извоз Кочани. King Trade Co. има удели во Лирак Тетово. Во Лирак Тетово удели има и Валентина Младеновска преку ФДО Консалтинг има 100% собственик е на ФДО Консалтинг, и дополнително преку Интерстар Куманово, каде што во Интерстар е собственик со 50%. Значи Валентина Младеновска преку две фирми има удели во Лирак Тетово, каде што има удели и King Trade Co. што го зима тендерот. Значи, што не е јасно? Што ќе тужи она? Еве тужи. Која Валентина Младеновска? Тужи. Само кога ќе тужиш да знаеш дека тоа ќе бараме и вештачење на банкарски сметки. На сите овие фирми и на твојата сметка. Да, на тендерската нормално дека ќе има. Чекај бе, па ова има сигурно на овој регистар на функционери? Сигурно има. Фирмата сигурно има. Не, овие се да од Company Wall се мислам. Не официјални се. Ај најдете место овдека некаде за тендерот, не ги гасите овие слики, само за тендерот негде овдека најдете место. Љупчо Козовски е член на Знам од Кочани. Даде, тој е собственик на фирмата King Trade Co. што го зима тендерот за изградба на салата. 1.100.000 евра. 1.150.000 евра.
Нормално дека парите ќе одат кај Знам и кај ВМРО. Значи, од една страна Знам, собственик е член на Знам, од друга страна, друг собственик е член на ВМРО. Значи, ВМРО и Знам ќе го земале тендерот од 1.150.000 евра за спортската сала. Што тука не е јасно? Они биле патриоти. За ова се патриоти. За ова се патриоти. И заради ова Максо нема да излезе од влада. За ова се патриоти. Лопови. 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 Од све да земат, од све да украдат, од све да стават у джеп. И Изет Меджити ќе им иде таму албанско знаме. И они нема да го чепнат Изет Меджити, нема ништо да му речат на Изет Меджити, затоа што ако му речат, ако се наљутат, ќе им излезат од влада, па ќе им биде клима, а владата па нема да можат вака лабаво да си тераат бизниси. Ете толку од овие патриоти. Еве ги патриотите. Овој Љупчо Козовски, еве сега дознавме дека бил член на Знам. Тој е собственик на фирмата што го добила тендерот за салат. Во таа фирма уддели, преку две други фирми, уддели има и Валентина Младеновска, советник од ВМРО ДПМН во општина Куманово. Еве. И патриоти. Кои патриоти? Еве го бе тендерот 70 милиони денари. 69 милиони 885.000. 1.150.000. Луѓе за семафорот на Максим гради да се гради, не знам кој од општините беше за тоа. Не е јасно. Многу јако. Мечково умало на серва го викавме Тонч. Еве, советничката ја повекуваме да тужи. Така и ој од Конче тужеше, па уште нема тужба. Еве да тужи тој од Конче. Исто така ќе бараме вештачење на сметки. И на фирмите, и на поврзаностите, ама и на личните сметки. Ќе бараме вештачење. Ќе бараме вештачење и да видиме потекло на имот. Може би у кеш сте купиле нешто? Од каде? Ќе бараме за се. Али бујрум да не тужите. И таа Валентина. Многу вака, со тоа тужбите се расфрлате. Тужби 4 кривични пријави сум имал кога Зоран Заев бил најак. 4 кривични. И никош не сме престанали. 4 кривични пријави. 3 у Куманово, 1 у Скопје. И тие сега мислите нешто со ова граѓанска, нешто да ме ке ги тужам. И што? Бујрум тужи.